Десетина ученици фатени како препишуваат на матура. 40 милиони евра за вработување во 2025 година. Велика Британија ќе изгради 12 нови нуклеарни подморници. Се срушија 2 моста во Русија, 7 загинати и десетици повредени. Зошто жирафите имаат долг врат? Сад со најголеми резерви на злато во светот, Форт Нокс чува половина од нив. Десетина матуранти биле фатени како препишуваат од мобилни телефони за време на првиот екстерен испит од државната матура и биле отстранети од тестирањето. Ова денеска го соопшти министерката за образование и наука Весна Јаневска, додавајќи дека информациите се уште се прибираат, но според неа, бројот на случаи е значајно намален во однос на лани. Јаневска изјави дека очекува уште подобри резултати на вториот екстерен испит, кој ќе се одржи на 11 јуни, бидејќи контролата е зајакната. Таа нагласи дека бројот на ученици што ќе бидат отстранети нема драстично да се зголеми, а конечните податоци ќе бидат познати по завршувањето на целиот процес. Министерката апелираше до учениците да не се обидуваат да го излажат системот, предупредувајќи дека со тоа ризикуваат да изгубат цела година, што може да им го загрози понатамошното образование или влезот на пазарот на трудот. Таа посочи дека измамата на испитите им штети најмногу ним, но и на општеството во целина. На првиот екстерен испит, кој се одржа во саботата, учествуваа над 15.000 матуранти кои полагаа мајчин јазик и литература. На вториот испит следната недела, најмногу ученици, над 13.000, се пријавиле за тестот по англиски јазик. Оперативниот план за вработување за 2025 година изнесува 2,5 милиарди денари или 40 милиони евра и опфаќа над 16.000 граѓани. Во споредба со 2024 година, планот е зголемен за рекордни 7,5 милиони евра. Владата соопшти дека фокусот е ставен на младите, невработените лица и примателите на гарантирана минимална помош, со цел намалување на невработеноста преку создавање нови работни места. Новитет во планот е воведување таргетирани мерки за самовработување. За млади лица до 29 години, предвидена е финансиска поддршка од 10.000 евра за започнување сопствен бизнис, додека за останатите невработени со минимум основно образование, поддршката изнесува 7.000 евра. Исто така, првпат се воведува можност за здружување на двајца корисници за основање заеднички бизнис, со поддршка од 14.000 до 20.000 евра. Услов за аплицирање е лицата да бидат евидентирани како активни баратели на работа. Велика Британија најави инвестиција од 15 милиарди фунти во својата нуклеарна одбрана, вклучувајќи изградба на до 12 нови нуклеарно напојувани нападни подморници, како дел од стратешкиот одбранбен план. Новите подморници ќе ја заменат постојната флота од 7 подморници од класата Астут и ќе бидат оперативни од крајот на 2030 години. Премиерот Кир Стармер изјави дека оваа инвестиција е дел од 10-годишниот стратешки одбранбен преглед, кој има за цел да ја подготви земјата за потенцијални конфликти и да ја зајакне нејзината одбранбена способност. Планот вклучува и изградба на 6 нови фабрики за муниција, набавка на 7000 долгорочни ракети и формирање на нова единица за сајбер и електромагнетна одбрана. Министерот за одбрана Џон Хили изјави дека Велика Британија мора да биде подготвена за воен напад од Русија и дека овој план ќе испрати јасна порака до Москва за подготвеноста на земјата за одбрана. Дополнително, инвестицијата ќе поддржи 30.000 високо квалификувани работни места низ земјата, како и 30.000 стажирања и 14.000 дипломски позиции во следната деценија. Во текот на ноќта на 31 мај 2025 година, 2 моста се урнаа во руските региони Бријански и Курск, при што загинаа 7 лица, а десетици се повредени. Инцидентите се случија во близина на границата со Украина и се истражуваат како можни терористички акти. Првиот инцидент се случи во Бријанск, каде што патен мост се урна врз патнички воз што се движел од Климово кон Москва. Во несреќата загинаа 7 лица, вклучувајќи го и машиновозачот, а повредени се најмалку 71 лице, меѓу кои и 3 деца. Едно од децата е во сериозна состојба. Неколку часа подоцна, во Курск, товарен воз излета од шините откако железнички мост се урна додека возот минувал преку него. Во овој инцидент повреден е еден од машиновозачите. Руските власти првично изјавија дека уривањата се резултат на експлозии и ги класифицираа како нелегално мешање во работењето на транспортот. Подоцна, овие изјави беа отстранети, но истрагата продолжува во насока на можен терористички напад. Гувернерот на Бријанск, Александар Богомаз, прогласи 3-дневна жалост во регионот.
Вистина е дека досега се веруваше оти долгите вратови на жирафите настанале за да можат да стигнат до високи лисја, недостапни за другите тревопасни животни. Вистина е дека новите научни наоди ја предизвикуваат оваа теорија и повторно ја отвораат дебатата меѓу истражувачите. Дали причината за издолжениот врат е исхраната или пак борбата за женки. Вистина е дека анализата на фосили од череп и пршлени на древно животно открива дека неговиот врат бил наменет за физички пресметки, а не за исхрана. Вистина е дека фосилите, пронајдени во Северна Кина пред повеќе од 2 децении, денес се клучни за разбирање на еволуцијата на жирафите. Вистина е дека Дискокерикс, животно именувано по митско суштество од кинеската митологија, бил далечен роднина на модерната жирафа и живеел пред околу 17 милиони години. Вистина е дека ова животно имало краток, рамен и масивен череп, сличен на средновековен шлем, прилагоден за удари. Вистина е дека научниците користеле математички модели за да проценат колку сила можеле да издржат черепот и пршлените присудири, и откриле дека таа структура е екстремно отпорна, можеби дури наиздржлива меѓу животните што удираат со глава. Вистина е дека иако Дискокерикс е оддалечен роднина на денешната жирафа, откритието упатува дека борбата со вратови кај мажјаците, позната и кај модерните жирафи, има древни корени. Вистина е дека и кај едните и кај другите анатомијата еволуирала во насока поврзана со додворувањето и доминацијата во борба за женки. Вистина е дека ова откритие ги поттикна научниците да размислуваат поинаку за улогата на природната селекција во еволуцијата на жирафите. Наместо единствено да ја гледаат функцијата на вратот како адаптација за исхрана, тие сега ја земаат предвид и неговата улога во социјалната динамика, особено во машката конкуренција. Вистина е дека ваквите борби за доминација и пристап до женки би можеле да бидат подеднакво важен еволутивен фактор како и достапноста на храна. Вистина е дека модерните жирафи на вистина се познати по нивното уникатно однесување при кое мажјаците ги удираат главите едни со други во така наречени некинг борби. Овие конфликти неретко решаваат кој ќе има предност при парење. Вистина е дека сега постои се поголема согласност меѓу научниците дека ваквото однесување не е неодамнешен развој, туку има длабоки еволутивни корени, што се потврдува и со откритието на Дискокерикс. Вистина е дека ова истражување представува важен придонес за палеонтологијата и ја проширува нашата представа за тоа како изгледале и се однесувале праисториските животни. Вистина е дека секој нов фосил што ќе биде откриен има потенцијал да го смени нашето разбирање за биолошката историја и развојот на животот на Земјата. Соединетите американски држави располагаат со најголемите златни резерви во светот, дури 8134 тони, според податоците од третиот квартал на 2024 година. Најголемиот дел од ова злато се чува во Форт Нокс, каде што моментално има околу 147,3 милиони унци, што представува приближно половина од вкупната национална залиха. Дел од златото се складира и во Вест Пойнт Минт и во Денвер, додека трезорот на федералните резерви во Њујорк чува злато главно во име на странски влади. Историски, американските златни резерви се резултат на политички одлуки како законот за злато од 1934 година, која централизираше сопственоста врз монетарното злато. Укинувањето на златниот стандард во 1971 година означи пресврт кон фиат валути, но САД и понатаму ја одржуваат водечката позиција по количина на злато. По САД, Германија е втора со 3351 тони злато, а Русија, Франција и Италија ги следат. Русија значително ги зголеми резервите за да го намали влијанието на санкциите и зависноста од доларот. Кина исто така вложува во злато како стратегија за финансиска автономија со 2292 тони. Глобалните тензии доведоа до пораст на интересот за физичко злато. Богатите се почесто го преместуваат своето богатство во трезори надвор од матичните земји, особено во Сингапур. Таму, побарувачката за складирање злато и сребро порасна за 88% во првите 4 месеци од 2025 година. Десетина ученици фатени како препишуваат на матура. 40 милиони евра за вработување во 2025 година. Велика Британија ќе изгради 12 нови нуклеарни подморници. Се срушија 2 моста во Русија, 7 загинати и десетици повредени. Зошто жирафите имаат долг врат? САД со најголеми резерви на злато во светот, Форт Нокс чува половина од нив.